Без ноти, композиции и музичка школа, Марија Димкова од Пожарско е долгогодишен интерпретатор на изворната мелост од Егејска Македонија. Во текстот на незините песни се проткаени војните, страдањето и маката на децата бегалци, кои во далечната 1945 година биле насилно прогонити од своите топли огништа. Песните се пее од тага, но и задоволство, вели Димкова, и додава дека таа ги запометила од своите предци. Покрај сета мака, Голгота, песната секогаш се наоѓаше место за песната. Мислам дека преку песната некој пат луѓето се искажува и маката и задоволството. Многу пееја. А мене многу ме интересираш. Јас многу сакав песни. Изгледа и претерано сакав. Ама како ќе пеат, така сум ки песните запамнала што од А до Ш. И текстот и мелодијата. Кога бев млада не ме познаваа, а пеев само дома за свој мерак и душа. Подоцна ме слушнаа преку тогашното друштво Македонија со изведбата на песната Кирија на вино продава, која предизвикала бура реакции кај жири комисијата. Мене никој не ми обраќаше внимание јас кога пеев. И јас си пеев за своја душа. Ама се случи една емисија 83 година и не поканија во едно друштво во Скопје. Македонија се викаше друштвото, начело беше Коло Рошев. И јас кога ја запеав песната за Кирија на вино продава, Миле почна да плака и ми вика: сега ми игди косата ти ја искубам. Кај беше досе? Кај беше Марија? И кај сум била? Јас тука сум била. Ама немаше кој да ме слушне. Сега, од кога ги снимавме тие 3 песни, ми вика: Марија, сега за моја душа ќе ја испееш уште еднаш, Кирија на вино продава. После долги години, враќањето во родниот крај предизвика бура реакција од луѓето на собирот во Негош со милозвучноста од незиниот репертоар на песни. Сите плачеа и пееа со мене, вели Марија, и додава дека таа гледка денес е незаборавна. А најмногу интересно беше во Негош. Ќе пее Марија, ќе пее, нема да пее, грци многу. Полиција колку сакаш. Да пеам, да не пеам, и оде тај што беше главниот, знаеше грчки, да преговара, да пееш, да не пееш, се од македонско. Некако одлучија да пеам. Земаа ми го цедето, касетот. Кога дојде редот да запеам, се качувам на биното, автоматски нема песна. А јас, без многу да се мислам, они да ја пушта требаше песната и да оде како ред. А јас си застанав, снагата ми трепереше, оти сите ме гледаа, у очите ме гледаа, сите тие старите. Имаше многу стари луѓе тогаш што тај народ. И си ја викнав без музика. Тоа слика немам да го кажам, кога плачеа пред мене луѓето. Се уште можам, некоја дарба од Бога. Марија Димкова е родена во Горна Пожарско во далечната 1942 година. Позната е по песните Мирка, Деца на Македонија, Цвеќе израснало и незината авторска песна Деца бегалци. Покрај со музика, таа милува да пишува, па покрај многобројните приказни, таа во 2017 година издава книга автобиографија, во која таа го опишува животот на децата од Егејска Македонија.